Благодарам. Моето процедурално денес се однесува на членовите 85 и 81 од Деловникот за работа на Собранието. Имено членот 85 заради јавноста ќе го прочитам. Ставот 1 вели: председателот на Собранието се грижи говорникот да не биде прекинуван или со друга постапка да не биде ограничуван во слободата на говорот. Бидејќи имаше една седница не така одамна кога овој пленум овде, односно ово мнозинство, гласаше член на овој деловник, јас можеби би дала во некоја блиска иднина предлог да се изгласа еден нов член, каде што наместо председателот на Собранието да стои да се грижи говорникот да не биде прекинуван, да стои дека председателот на Собранието се грижи говорникот да биде прекинуван во неговото говорење, со тоа што се злоупотребува овој доста скап систем кој што секако е платен со средства за кои што знаеме од каде потекнуваат, но добро е оној кој што ги донирал овие средства еден ден да дојде тука и да види како тие се спроведуваат, бидејќи овој систем го нема ниту во деловникот, ниту во некој друг пропишан акт, не знам, закон за собрание и така натаму, па председател на собрание да се повикува дека системот не функционира и дека системот не му овозможува да ни упаѓа во збор, а нас да ни го крати времето за говорење. Затоа предлагам да размислиме, да предложиме да се донесе еден нов член на деловникот со кој што нели ќе се овозможи, односно ќе се верификува ваквото упаѓање и прекинување на говор на пратеник. Инаку што се однесува до денешнава седница, која што имаше предлог од 17 точки, спаднавме на конечно 12 точки. Предлозите знаете дека беа повеќето од страната на опозицијата и затоа се намали овој број на точки. Исто така минатата седница се одеше на игра од страна на мнозинството да сите предлози од опозицијата за измена и дополна на дневен ред се прифаќаат, но денес таа пракса не ја применуваа, бидејќи нели не им одговараше, и затоа немојте да се чудите ако не се направи една ретроспектива на денешната седница, па да се види како некои пратеници предложува исти предлози, како истите предлози се ставаа на гласање и така натаму. Ништо чудно, како што не беше чудно и она прв предлог за дополна на дневниот ред од страна на координаторот кој што предложи укинување на кодексот, етичкиот кодекс за пратениците, бидејќи во оваа се случувало судски спор да се решава преку собрание, да се гласа, како што кажав, за членот деловник, да се гласа за непрочитан предложен дневен ред, што денес не беше случај, можеби денес ќе биде ден кога нема да заврши со пцовки кон службите, и токму во име на тоа ве предлагам согласно членот 81 став 2 од деловникот да направиме една пауза од 1 час во која што ќе си направите една ретроспектива и ќе видите дали има причина денес за пцовки кон службите или има причина за нешто друго. Значи, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата бара пауза